За некој е среќа фамилијата, за некој е среќа пари полна вреќа, да не речам за поќет. Некој е среќен в планина со стапчето дур си шета, а бога ми има и што се срекни на флипери. Вочкице бате, да не речам поќет. Чудна работа е да среќа. За различни луѓе се наоѓа на различни места, а бога ми многумина не ни успеват да ја најдат, за жал. И затоа денес ќе пробаме да направиме еден водич за тоа како да си ја најдеш среќа. И сега ќе не однеси муабето, не знаеме дали ќе би водич, дали не водич, ќе видиме, не гарантирам. Ама јас ќе си кажам така како што мислам, како и секој. Ако чини ако не чини, кој те праша? Ќе почнам уште малце вака да ви диригирам да го велите то, пошто сигурно знаете кај иде. Ајде да пуштиме шпицата и одиме. Пуштевате. И пошто имав многу коментари од типот: ти многу знаеш што значи среќа, ти најде да кажувај, ти си има посреќено во живот. Си викам, мора да направам едно видео кај што ќе направиме еден патокас од прилика како да се стигне до таа среќа. Од очигледно му фали на многу луѓе. Прво нешто што мораш да го направиш за да бидеш среќен, не треба сакаш да бидеш среќен. Треба да бараш таа среќа, ако не ја бараш нема да ја најдеш. Ако чекаш среќата сама да ти никни од нигде никаде, нема ти никни бе. Треба да сакаш во душата длабок, да ти е мерак да бидеш среќен. Пошто не знам, ама тренте во последно сите да бидат намќори, мафија не во последно, дамна е тренто што збор. Сите е нешто љути, мислиш готово тука. Поролавајте си ја душата. Ако стоиш вака со сила, свето вака да ти го дат надланка, нема да бидеш среќен, но ти не можеш вака стегнат си, не можеш среќен да бидеш стегнат. Среќен можеш само лабав да бидеш, зато лабаво си ја викам другата емисија. Лабаво е вателер. Уствари можеш стегнат да бидеш среќен, ама стегнат во смисла ако вежбаш, ако си стегнат, тоаш да. Оти многу луѓе во вежбањето си ја наоѓаат среќа. И тоа е уствари многу добар пример. Среќата треба да ја бараш во нешто што можеш константно да го правиш. Во малите работи, во тоа што го јадиш денес, во тоа што го пиеш, во тоа што го работиш, тоа што ти е хоби, така натаму. Во ситните работи треба да е среќа. Ти нормално дека треба да се стремиш да направиш шо поќе, да постигнеш поќе за да имаш полесен живот за тебе и за фамилијата, ама тоа не треба да е сојинат и да ти ја црпи цела енергија и да те прави да се осеќаш неубаво во процесот. Пошто работата, самата работа, го сакаш да постигнеш нешто поќе, особено ако се работи да постигнеш за фамилијата и за нивната среќа, треба да се окозиш од работа и то нормално дека ќе те убива физички, психички. Ама ако работиш тоа што сакаш, тогаш цел тој труд, без разлика колку и да се случиле глупости измеѓу, ќе ти носи среќа на крајот денот. Отиот ти го правиш тоа што ти сакаш да го правиш, на твој начин. Како што рековме минатата емисија, внатрешната награда е многу голема, иако не се гледа. Што значи среќата, ако ја сакаш и ако ја бараш, можеш да најдеш во најмалите сегменти од живот. И тоа е сосем доволно. Сам проблемот е што ние како општество, како свет да не речем, сите имаме грешна перцепција за среќа. 99,9% од народот мисли дека милиони, дека пари многу се среќа. А ваму сите милионери и милиардери што ги гледаш стално се нешто намќор во брзање, не можеш да стигни. Му се дешава фирма, крени, падни, пари, фрли, изгуби. Никој не сваќа колкав хаос е, колку поќе пари имаш, толку поќе проблеми. Тоа е во ред ако тоа ти носи среќа, ако си во тој свет заради тие проблеми, тоа има луѓе што сакат да работат такви работи, што уживат во тоа. И тоа е се супер. Ама ако мислиш дека некој ќе ти дај пари тебе милиони, дека ти автоматски само среќен ќе видиш, вате, треба размислиш уште еднаш. Пошто еве да го изиграме сценариото. Пример ти паѓа на лото, на бинго, не знам што се игра денешно време. И да речеме добиваш 10 милиони евра. Прво што прави? Пушташ на YouTube. Милионерче, не се играј, давај ти. И уште самата песна треба ти кажи што те чека понатаму. Ама добра ве, чекор по чекор ќе го направиме. И ако добиеш 10 милиони негде во странство, речеме Америките, автоматски пола ти ода дано. Ти како ти пари да земеш државата да не лапни малци. Ти да јаш тортиче да не му даеш парче, нив како. Не парче, пола ќе ти ја земат. Штра? Ако си во Македонија, данок е помал и после ќе платиш уште данок на данок што се вика деде, ама не е битно, бе. Ако ти дадат фискална мош ќе си ја скенираш, не можеш да знаеш. Битно тебе ќе те клат на телевизија дека си добилен том пари и го е заврши снимањето ќе ти лапнат дел од парината. И да речеме од тие 10 ќе ти останат 8. Пак си милионерче, така? Добро. Ќе си ош дома. Првото нешто што ќе направиш ќе ви слававате. Ќе собериш све и кадро и не кадро, до што ќе најдиш луѓе роднини што и немаш видено, ќе собериш да се урла. Милионерчето се врати со парината. Јарно, ма дури организираш та славата, ќе сватиш дека како што се јавуваш кај луѓето, се некои проблеми ти кажуваат, се некој на некој му треба пари, на некој му треба, на некој му треба. Па може ќе потрошиш некој динари на нив, не можеш да знаеш. Ама еве да речеме га нема потроши. Ја
организираш таа журката, славите, ова, ќе потрошиш некој дин. Ќе земиш, ќе си купиш кола за тебе, кола за жената, коли за децата, ќе потрошиш некој дин. И некако автоматски почнуваат сите од фамилијата, секој ден на гости, ти реков, блиски сите се уват, како си, шо преш од нигде никаде, ке лајот ти го прави. Речи, шо е работата, мајката? И немаше досега, никој се немаше ни јавено, нити имаше прашано како сум, нити шо вака сите се уват наена. Чудна работа. Па едно-две дома гости, па ова гости, ваму гости таму. Ке речиш, добра, милионерче сум, шо ема везе, така? Ке си ги отплатиш кредитите сите, и таму сигурно 1 милион ќе оди. И ке речиш, сега ќе вложам ба. Сега ќе отворам бизнис. И ќе отвориш бизнис. Шо сакаш бизнис отвори? Дали ќе е ресторан, дали ќе е продавница, дали ќе е, не знам, стовар, шо сакаш отвори? Прво бизнисот ќе кошта милиони, материјалите коштат милиони, градењето и праење и вработени, сето тоа кошта милиони. Првото нешто што ќе се случи после лиценци, сите глупости од кои ги платиш ќе ти дојдат. Овие тенис што играат со она, како се вика, со рекет. Пошто како ти имаш многу пари и државата лапна дел, тие да не лапна дел, кој си? Тама ако сакаш бизнисот ти работа, ако не ќе ти напрат белја неколку пати, ќе потрошиш парите и ќе му ги додаш нив на крај или ќе ти го откупат и можеш слободно да бркаш работа после. Накратко речено, толку е тоа милионерчева. Ќе потрај некој краток период и после тоа пак почнуваме од нула. Што значи среќата никогаш не може да биде во нешто што вака ќе ти биде дај. Сам нормално дека ќе биде во тој момент, ама дека ќе ти дојси среќа долгорочно нема ти дојде. Може само да те раскара со цела фамилија, со сите пријатели, да те клај во милион други долгои, нервози, депресии и така натаму. Пошто ретко кога му се посреќва на луѓето, од ништо некој така се да му да. И да останат среќни и да напрат живот и фамилија и така натаму. Ретко кога. И во тие случаи, ако ништо друго, сигурно нашле барем партнер или партнерка со која биле среќни, со која можеле да напрат нешто плюс. Тоа ме носи до следниот муавет како да бидеш среќен во животот. Тоа е да ги одбираш луѓето со кои се дружиш. Пошто колку поќе позитивни луѓе околу тебе, толку поќе позитива и во тебе. Јас никогаш не сум можел со негативни луѓе да се дружам. И тие што ми ги знаат, другарите знаат. Сите сме кој од кој. Значи пребизо никој да не се дружам, отколку се дружам со негативна енергија. Фала Богу, доволно си сум сам. Не ми е страв да се опулам во гледало, не ми е страв од тоа што сум направил или што не сум направил. Не живеам во некоја заблуда или во некоја лага, можам. Комотно ми е. Ќе си седнам в студио, ќе си правам музиче, не мора, нити мора да излегвам негде, нити мора да одам негде, ништо не мора. Па сега потко сум жене. Значи жената ако си ја погодиш, ништо друго не ти треба. Нормално е ќе се дружиш со луѓе, не викам не. Ама најбитно од се во векот да си ја погодиш партнерката или партнер. Оти ако си ја погодиш партнерката и ако имаш мир во куќата, ако имаш разбирање, се друго во животот е плюс беба. Па тек ако си ја погодиш партнерката, да имаш позитивни луѓе со кои се дружиш и ако се измачиш во животот да успеш да го работиш тоа што го сакаш. Пошто најтешко е да го работиш тоа што го сакаш, најмалце се исплаќа. Ама ако си доволно константен и упорен, со тек на време ќе почни да се исплаќа. Ако ги имаш сите овие работи, па брат 90% од аспектите од животот ти веќе си ги суреди. Се нормално дека животот ќе ти дојси пак и неубави моменти, и негативни, и нема да оди работата и ќе се случват работи, ти реков ми речам, ако основните работи ти се погодени, ти се решени, и ако ти си дал се од себе да бидиш тоа што сакаш да биди, и ако имаш погодено партнерката со која ќе го врвиш цел живот, нема нешто што не можеш да решиш бе брат. И се друго што ќе ти иди во животот може само плюс да додаде на среќа. А бога ми допрва ти да работи. Назад се среќните моменти. Назад е и зимата, ама уба зима ќе види. А кај да е и ќе ви кажам зошто, само трпени. Не џабе викале старите, трпение спасение бате. Колку поќе трпени имаш во животот, толку поќе ќе имаш време да ги размислиш работите, толку полесно ќе можеш да го најдеш најсреќниот начин на живот да речи. Нормално животните приказни или животните патеки на секој ни се различни. Вака некој го збора за среќа или кој ќе погоди работите или кој ќе почнат да му функционират, од туѓа гледна точка може да изгледа многу лесно. А тебе лесно ти е, ти ова, ти она. А на крај на денот никој не знае низ што се сите врвим. Од моја гледна точка, пример, лесно му е на Кристијано Роналдо или на Меси, лесно му е ќе потрча по топката. Ама треба да имаш во предвид дека тие си имат окозено од работа во животот, си имат дупнато од трчање, од тренинзи по 100 пати дено. Што се немат поминато, од што се немат лишено во векот за се таму кај што се. Нормално дека и среќа треба да имаш и така натаму, ама сепак си имат поболено од работа, имат поминато низ милион глупости за да стигнат до таа позиција кај што се. И затоа најлесно му е на луѓето да зборат за други луѓе. Оти ретко кој се нафаќа да ја сработи работа. За зборање не мора ништо, е се оптегниш натросет вака телефонови, ќе пиши бе коментари, ќе збораме, но ова е лесно му е, вака му е, така му. Ама ела застани с работи колку тие што се успешни во светот. Пробај еден ден на недела, пробај во таа атмосфера и замисли како е цел живот тоа да го прави. Да видиме дали ќе можеш да успееш. Но знаеш како? На крај
крајот на денот, кој те праша? Тој што сака биди среќен и тој што сака биди успешен ќе си работи, ќе си биди среќен и така натаму. Тој што неки ќе си седи, ќе си збора и ќе си коментира и на крајот на денот треба да ги има и тие луѓе, за да може да продолжи да се врти светот како што треба да се врти. Мислам дека доста е за денес. Има уште многу што се прави муабет за среќата, а пошто имаме среќни настани викендов, дај прво да и поминиме ние тие и вие да си имате убав и среќен викенд, а после од понеделник ќе правиме муабет. Толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.